Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Денес е голем празник за граѓаните од католичка вероисповест. По тој повод градоначалникот на општина Штип им го честита празникот на сите католици. Продавачите на јајца најавија дека нема да има поскапување на јајцата за време на великденските празници. Табла јајца ќе чини од 180 до 200 денари. Во тек е реализација на неколку инфраструктурни проекти во општина Делчево. Денес е голем празник за граѓаните од католичка вероисповед. По тој повод, градоначалникот на општина Штип им го честита празникот на сите католици. Во честитката стои: во време на предизвици, војни, глад, кризи, имаме потреба од меѓусебна посветеност едни на други и несебично ширење на пораките за мир и љубов, бидејќи само тоа е патот кој може да води кон ослободувањето од целиот хаос кој владее во светот и во нашите животи. Штипот секогаш бил пример за мултиконфесионален соживот и постоењето на верски објекти за исламската, православната и католичката вероисповест е најдобар доказ за соживотот на овие простори. Во време на наплив од милниви вредности и краткотрени задоволства, да не заборавиме да го следиме патот на светлината и добрината кој го отвори Христос со неговото воскресение. На овој голем ден, на сите верници од католичка вероисповед, им посакувам мигови на разбирање, милосрдие, мир и хармонија во секој дом и им го честитам од срце денот на Христовото воскресение. Стои во честитката. Продолжуваме со празнични теми. Продавачите на јајца најавија дека нема да има поскапување на јајцата за великденските празници. Табла јајца ќе чини од 180 до 200 денари, додека јагнешкото месо ќе се продава по поскапа цена за разлика од лани. Во пресрет на великденските празници кои започнуваат од четврток, цените на традиционалните јадења кои се подготвуваат за празникот, продавачите од прехранбената индустрија велат дека цената на јајцата ќе остане иста и за Великден. Тие не најавуваат поскапување. 6 динара, 7 динара, 6,60, 7,30 толку. Цената на една табла јајца ќе се движи од 180 динари до 220 во зависност од квалитетот на класата. Што се однесува до испитувањето на безбедноста на јајцата, продавачите велат дека нема рекламација од страна на инспекцијската служба. Се врши контрола, има се инспектор што доаѓа, зема за мустри, така. Традицијата ни налага за Великден покрај јајцето да имаме богата трпеза со јагнешко месо, но за разлика од минатата година за великденските празници, овој пат една недела пред Великден цената е поскапа. Премиерот Никола Груевски најави нови мерки во корист на народот. Овој пат во преден план се земјоделците. Станува збор за регистрација на тракторите. Наместо секоја година, од сега тракторите ќе се регистрираат на секои 6 години, а нивната техничка исправност ќе се потврдува на секои 2 години. Нов народен собир со присуство на премиерот и лидер на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски најави нови мерки во корист на народот. Овој пат во преден план ставени се земјоделците, за кои како што најави премиерот на вчерашниот собир во Титово, наместо секоја година тракторите да се регистрираат на секои 6 години, а нивната техничка исправност ќе се потврдува на секои 2 години. Предлогот за легализација на мотокултиваторите, едноносни приколки и полуприколки и други мобилни машини ќе може да го поднесат во рок од 1 година по донесувањето на законот со кој тоа ќе биде овозможено. По барање на граѓаните сопственици на приватни шуми, катастарот во соработка со комората на приватни геодетски фирми ја започна постапката за намалување на цената за изготвување на геодетски елаборати за одбележување на шуми, што е услов за добивање одобрение за сеча на дрва за грејење. Сегашната цена, која е 30 динари за 1 метар должен, ќе биде намалена за 50% за површина до 1 хектар, додека за површините над 1 хектар и поголеми ќе се намали и до 70%, изјави премиерот Груевски.
Овие мерки, како што нагласи премиерот, се произлезени на барање на земјоделците од директните контакти што ги остваруваат на терен. Во тек е реализација на неколку инфраструктурни проекти во општина Делчево. Изградба на скејт и фитнес парк со поставување на урбана опрема се само дел од најавените проекти. Општината Делчево продолжува со реализација на повеќе инфраструктурни проекти во градот. Во моментот интензивно се работи на реконструкција на постојното детско игралиште до улицата Кејна ослободување во населбата Ново Делчево. Истовремено се работи и на уредување на простор за скејт парк и фитнес парк на отворено покрај новиот парк до црквата Свети Кирил и Методи во центарот на градот. Станува збор за уредување на површина од 4100 метри квадратни со поставување на поголем број на елементи на урбана опрема, улично осветлување, хортикултурно и паркно уредување со места за одмор и рекреација за сите возрасти. Буџетот предвиден за реализација на овие содржини е околу 2 милиони денари, а средствата се обезбедени од општината Делчево во соработка со јавното претпријатие за комунална дејност Брегалница. Овие градежни активности се реализираат како дел од проектот уредување на просторот помеѓу улицата Кејна ослободување, река Брегалница, спортска сала и река Габровчица, проект кој што е поделен на 4 опфати. И во Виница ќе се одвојува опасниот од комуналниот отпад. Последиците од распаѓањето и впивањето на хемијата во почвата немаат цена по здравјето на луѓето. Виница е меѓу првите општини на истокот која има склучена договор со нула отпад. Секое семејство во Македонија годишно фрла по половина килограм батерии од играчки, мобилни телефони и компјутери. Односно само од домаќинствата за една година се создава опасен отпад од 16 милиони парчиња кои завршуваат на депониите во комбинација со комуналниот отпад. Последиците од распаѓањето и впивањето на химијата во почвата немаат цена по здравјето на луѓето. Истражувањата покажале дека кадмиумот од батериите предизвикува рак, недостиг на витални протеини во бобрезите и спонтано кршење на коските. Во таа насока се и напорите на општина Виница и комуналното претпријатие Солидарност, кои со колективниот откупувач на отпадни батерии и акумулатори нула отпад од Скопје, деновиве го официјализираа договорот за соработка. Општина Виница продолжува со селектирање на разни видови на отпад. Еве денес склучуваме договор со фирмата Нула отпад за селектирање на електричен и електронски отпад и за селектирање на отпад од батерии и акумулатори и управување со отпад од батерии и акумулатори. Значи во месец април ќе се почне со обука и со еден вид предавања во градинките и во училиштата во општина Виница со цел да се подигне свеста од најмалите генерации. Согласно договореното, Нула отпад денес донираше уште 9 поголеми садови за собирање отпадни батерии кои ќе бидат поставени низ поголемите маркети во градот, а пред недела дена исто толку беа поделени низ училиштата. Виница е меѓу првите општини на истокот која има исклучено договор со Нула отпад. Наместо на часеви, учениците ќе организираат вонучилишни активности се додека Министерството за образование и наука не ги прими на средба средношколците. Голем број на средни училишта во државата најавуваат можен бојкот на наставата. Можен бојкот на наставата најавуваат голем број на средни училишта во државата. На кој начин ќе се поддржи веќе спроведениот бојкот на учениците од скопските гимназии Орце Николов и Кочорацин? Наместо на часови, учениците ќе организираат вонучилишни активности, се додека раководството на Министерството за образование не ги прими на средба представниците на средношколскиот пленум. Средношколците велат дека ова е резултат на игнорантското однесување на надлежните институции кон нивните барања. Повториот генерален средношколски марш во Скопје во четвртокот и покрај барањата не беше обезбедена средба на МОН и средношколскиот пленум. Средношколците не ги прифаќаат нивните барања со кои математиката на матура ќе остане задолжителна за гимназијалците од природно-математичките смерови. Барањата на средношколскиот пленум наведуваат враќање на стариот концепт на полагање на државна матура, како и ставање во мирување на екстерното тестирање. Вчера во Штип се одржа второто сениорско првенство во борење за оваа година.
Предходното беше изборно, а сега е државното првенство за сениори. Учествуваа 50 наборачи од 4 клубови од Македонија: Балканец, Лирија, Бучем и Безбедност. Младите борачи, поред постарите, да се докажат и секако да се наметнат на селекторите на репрезентациите на Република Македонија. Првото место го освои Балканец со 48 бода. Се надпреваруваа во 8 категории според килажата. Први места имаше 4, тројца го заземаа второто место, а додека 6 надпреварувачи третото. Првото место од 70 килограми го доби Бехар Махмуд, за 74 килограми Дејан Митров, за 86 килограми Бобан Савев и за 125 килограми Бобан Данов. Би сакал да кажам дека не очекуваат уште многу други меѓународни надпревари, а тоа е пред се и македонскиот бисер традиционално кој се одржува секоја година во Македонија, ова година ќе биде во Радовиш. Понатаму најважно за нас првенство ова година се европските олимписки игри кои ќе се организираат во Баку, Азербејџан во месец јуни, каде што очекуваме да настапиме со неколку борчи. Тоа се историски први европски олимписки игри кои се организираат во Европа и со надежда дека нашите борачи ќе учествуваат таму и ќе постигнат добри резултати. Второто место го освои Лирија со 43 бода, а додека Бучем го освои третото место со 21 бод. Ова е се во планемното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации за актуелностите на Истокот гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатно неделно попладне со нашата програма.